Бугарското Министерство за надворешни работи изразува загриженост откако што велат конкретните постапки на председателот Стево Пендаровски. Во писменото соопштение попладнево не се прецизира на што точно реагира бугарското МНР, иако дел од бугарските медиуми објавија дека реакцијата е одговор на вчерашниот прием на представници на ОМО и Линден и на неколку здруженија од страна на Пендаровски во вилата Водно. Неколку дена по успешната заедничка средба на владите на двете земји, повторно сме сведоци на зголемување на тензиите во јавноста, предизвикани од конкретни постапки на председателот на Македонија, кој се обидува да ги обнови темите кои се во спротивност со договорот за пријателство, добрососедство и соработка од 2017 година, се вели во соопштението. Канал 5 побара став од кабинетот на Пендаровски во однос на реакцијата на бугарското МНР. Оттаму велат. Ставот на председателот Пендаровски е дека ниту една негова постапка, ниту досега била, ниту одсега ќе биде во спротивност со договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу двете држави од 2017 година, вклучувајќи и средбата со здруженија на граѓани од Република Бугарија. Председателот Пендаровски смета дека секоја институција во двете држави треба да даде свој придонес во надминувањето на отворените прашања и во таа насока е посветен за зајакнување на диалогот и целосна имплементација на договорот за пријателство, добрососедство и соработка, велат од кабинетот на председателот Пендаровски за Канал 5. Бугарскиот премиер Кирил Петков изјави дека давањето зелено светло за преговори не значи и членство за Македонија во Унијата. Тој потенцира дека пристапувањето е долг процес и период во кој може да се надмине дел од недоразбирањата. Македонскиот премиер Ковачевски пак на денешната конференција посветена на градењето доверба со Бугарија оцени дека верува дека со бугарскиот колега го одбрале вистинскиот пристап. Андријана Лазова има повеќе. Приближувањето на Македонија кон Европската Унија не започнува со членство, туку предстои долг преговарачки период кога може да се надминуваат најчувствителните прашања, вели бугарскиот премиер Кирил Петков во интервју за радио Дарик. Додава дека историјата не може да се заборави и не треба да се игнорира, но во исто време и да се наметнува погрешен пристап. Не мога да стане забрави всичко, което знаеш до тук и приеми всичко, което аз ти казвам. Този подход не работи. Пускайки Република Северна Македонија по пътя към Европа, не е пускайки Република Северна Македонија в Европа. Има едни 15 години от тази точка до втората точка. Тези 15 години имаш 27 глави да отвориш. Ако ние направим процес, през който историческата истина да се развива, през който да махаме дискриминацията, езика на омразата. И този процес има јасен механизам как изчистваме всеки един от тези елементи. Го одбравме вистинскиот пристап со градење мостови меѓу двете земји. Обновувањето на разговорите и соработката на повеќе полиња ќе даде резултати и на политичко ниво, кажа премиерот Димитар Ковачевски на денешната конференција во Скопје, посветена на граѓанскиот придонес во македонско-бугарските односи. Јас немам сомневање дека тој процес ќе обнови атмосферата на доверба и пријателство и дека тоа ќе биде силен поттик да се отворат вратите за заедничко прифатливо решение за отворените политички прашања, особено оние кои се однесуваат на деблокирање на процесот на финализирање на постапката за нашето членство во Европската Унија. Приоритет во разговорите треба да има пакет од барања од бугарска страна. Паралелно со меѓувладината соработка треба да се решаваат и потешките прашања, смета европратеникот Илхан Кјучук. Македонската влада е согласна да се впише бугарско малцинство во уставот, но низ диалог со опозицијата за да се оформи потребното двотретинско мнозинство. Немаме проблем да ги впишеме во нашиот устав и други заедници кои што се досега не се вклучени, како што спомна веќе европратеникот, и хрватската заедница, и црногорската и бугарската заедница. Така што тоа и постои јасна политичка волја за тоа. Нашиот став е дека тоа треба да се направи пред нашето влегување во Европската Унија. Различни конституционни модели има, един е во Република Българија, друг е во Република Северна Македонија. Нека да се концентрираме врху важните теми, а те се 4+1.
4+1 дава възможната перспектива да се върнем към доверието, т.е. да се върнем към договор от 2017 година. Инаку, според најавите од Софија, во вторник на 1 февруари ќе се одржи и првиот состанок на една од новите работни групи. Во Скопје ќе пристигне бугарскиот тим од Комисијата за економија, трговија и иновации. 3 дена подоцна ќе се случи и најавеното заедничко чествување на Гоце Делчев по повод 150 години од неговото раѓање, но без присуство на премиерите Ковачевски и Петков. Од ВМРО ДПМН го обвинија министерот Османи дека не собрал храброст пред пратениците и јавноста да каже што се преговара со Бугарија и што содржи пакетот 5+1. Го прозваа и премиерот Ковачевски дека не бил испочитуван принципот на реципроцитет со Бугарија. Како и Зоран Заев, така и Ковачевски, првата работа што ја прави е ветување на надворешни фактори за отворање на уставот и негова промена. Ниту тогаш Заев, ниту сега Ковачевски нема легитимитет да преговара и договара менување на највисокиот правен акт на државата, затоа што за тоа нема никаква општествена оправданост. Туку истото служи за купување на уште некој ден или месец плюс на власт и представува блед обид за глумење на допадливост. Ете, тоа беа новините од Македонија. Би сакала да се заблагодарам на нови наши помагатели за радиочасот Глас од Македонија, кои ќе ги спомнам за неколку минути, посакувајќи им и во нивните домови да има пред се добро здравје, радост и задоволство. На 4 февруари се навршуваат 150 години од рожбата на македонскиот социолог, идеолог, револуционер Гоце Делчев. Роден под Круша планина во градот Кукуш. Овој наш револуционер, кој уште од мало дете беше задоено со македонството, во неговата мисла секогаш беше автономијата за Македонија, но не успеа да го доживее тоа, зашто на 4 мај 1903 година предаден е од македонски предавници и од бугарското ВМРО. Беше убиен токму тогаш на 4 мај 1903 година Гоце Делчев. Председателот на Организацијата Обединети македонци Драги Стојковски со дел од неговата управа ќе положи цвеќе пред споменикот на Македонската православна црква Свети Климент Охридски за наборците знаени и незнаени, а воедно го честита именденот, односно роденденот на Гоце Делчев, тој со управата и со целата негова организација. На великанот, како што реков, Гоце Делчев. Со исти такви честитки за роденденот на Гоце Делчев, но и среќна и просперитетна 2022 година испраќаат моите помагатели, како што реков, Вангел и Милица Гулевски со фамилијата од село Крстор, потоа Милка Симовска со фамилијата од Битола, Васил и Нада Германски со фамилијата од село Љубојно, наши добри слушатели и македонци добри, кои си ја сакаат својата Македонија со својата фамилија, испраќаат се, разбира, сите овие до сите своји најблиски родни пријатели, со селани, со граѓани, па и до целиот македонски народ 2022 година да им донесе радост и просперитет. А јас пак истовремено уште еднаш да им се заблагодарам на сите нив за поддршката. Заплашува смртта и ветерот што станува вода пред низините порти, се роди Гоце Делчев. Учен да ми стане сине, курави да бидеш. Ушта да ти вземеш сине, а и овја сам ја.
Тая гледате има облик на море, а душа на ураган. На нея светуваат морските убавици и Егей го слави неговиот роден ден. Поздравната честитка за роден денот на Гоце Делчев ќе од Владе и Вики Гроздановски ќе емитуваме идната недела. Но сега да се префрлиме кај фамилијата на Елена Христовска. Утре е роден денот на нашата сонародничка Елена Христовска од Битола, родена 1933 година во село Раштани Битолско, како една ќерка помеѓу 3 синови на низините родители Вангел и Цеба. Пред да одиме со низината биографија, Елена Христовска со посебна честитка за рожбата на низиното правнуче Александар Питер Јаневски сака да испрати, која заедно со низината внука, а инаку тетка на малиот Александар, тоа е Емилија Тодорчевска, тетинот Драган и братучедите Симона и Димитар од Битола, му посакуваат весело и безгрешно детство на малиот, а на неговите родители Никола и Джоана радоста со малиот, за да во брзо време и со женска рожба се честита како и среќно вселување во новата куќа. Истовремено Елена со внуката Емилија и фамилијата на дедото Менде, бабата Маријана Јаневски и бабата Деспина им посакува вака и други радости да си дочекаат, а пак Маријана и Менде за Наташа за свадби, но и за други внучиња и нивни свадби. Svetla